Од Вашингтон ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот Ньюсфлеш. Јас сум Јулија Велковска. Председателот Обама во синоќешното обраќање пред обата дома на Конгресот побара надпартиска поддршка за неговата иницијатива за реформи во здравството. Ова прашање изминативе месеци предизвика жестока политички обоена дебата ширум свет. Во обраќање до обата дома на Конгресот во ударен вечерен термин, Барак Обама побара пратениците да ги остават настрана политичките поделби и жестоката реторика и да усвојат функционален закон за реформа на здравствената заштита. Председателот ги нападна критичарите, за кои кажа дека шират дезинформации за неговиот предлог, како например дека би формирал работни групи на смртта, што би одлучувале каква нега да добијат тешко болните и постарите. Ветувајќи дека ќе најде заедничка основа со пратениците за предлогот во наредните недели, Обама даде детали за предлогот во висина од $900 милиарди, што вклучува и можност за владино здравствено осигурување, што би поттикнало на конкуренција со приватните компании. Републиканските пратеници се против и тврдат дека се работи за владино преземање на здравствениот систем. По официјалната реакција на републиканците на говорот, конгресменот Чарлс Бустени, кардиолог од сојузната држава Луизијана, рече дека систем на здравствена заштита управуван од владата не е одговор на натоложените проблеми. Тој предложи универзален пристап до здравствена заштита, што би поттикнал поквалитетна нега и би овозможил на поединци и мали бизниси да се здружуваат за да добијат подобра цена за здравствената заштита. Конгресменот Џо Вилсон, републиканец од Јужна Каролина, се извини што го попречи говорот на Обама. Тој извика: "Ти лажеш", кога председателот кажа дека реформата на здравствена заштита нема да ги опфати илегалните мигранти. Во изјавата дадена кусо време по говорот, Вилсон кажа дека забелешката му била несоодветна и за жалење дека емоциите го надвладеале и му се извини на председателот за недостаток на цивилност. НАСА објави нови фотографии од Вселенскиот телескоп Хабл, направени по неодамнешните поправки на него што ги изврши американски астронаути. Хабл сега нуди подлабок поглед во Вселената, за 10 пати поостар, велат во НАСА. За квалитетот и убавината на снимките, како ова на гас од звезда при умирање, проценете сами. Тинејџерки изненадуваат и доминираат на US Open во Нью Йорк. 50 рангираната Јанина Викмајер од Белгија е во полуфиналето, откако ја совлада Катерина Бондаренко од Украина. Таа сега ќе излезе на мегдан на 19-годишната данкиња Каролин Вознјачки, која беше подобра од 2 години помладата американка Мелани Уден. Во машка конкуренција во полуфиналето се пласира србинот Новак Џоковиќ, каде ќе се сретне со рекетот број 1 Роџер Федерер од Швајцарија. По повод Денот на независноста во Македонската амбасада во Вашингтон беше отворена изложба на 14-годишниот уметник Стефан Плескоњич, кој веќе ги има представувано своите дела во градови како Њујорк, Брисел, Париз. Извештај на Јане Бојаджиевски. Македонецот Стефан Плескоњич критичарите го нарекоа млад Моцарт во ликовната уметност. Неговата детска фантазија ги заинтересирала дури и политичарите, домашни и странски. Неговите дела ги фасцинирале лордот Робертсон, починатиот председател Трајковски, поранешниот премиер Бучковски и актуелниот Груевски. Ја потенцира огромната поддршка, но и мотивацијата која добива од председателот Борис Трајковски. Особено голема чест ми представуваше тоа што јас бев во можност да се сретнувам и во повеќе наврати да комуницирам со нашиот трагично загинат председател Борис Трајковски. Тој беше човек што кај мене остави еден голем впечаток и едноставно бев горд на себе си кога тој ќе ми се јавеше на телефон и се чувствував задоволен дека многу голема чест за мене беше кога ќе некој таков човек од тој калибар ја вреднуваше мојата уметност. Вели дека за една слика во просек му се потребни по 5 до 6 минути. Неговиот опус брои преку 300 дела. Стефан црта абстрактна уметност со акрилни бои на картон. Јас кога сликам, кога цртам, тоа што чувствувам во мене, тоа го прикажувам на картонот. Никој пат не можам да застанам и да нацртам слика со замисла. Ова му е 14-та самостојна изложба. Изложува ширум светот уште од 3-годишна возраст. Се представил во Њујорк, Брисел, Париз, Варшава, Белград, Скопје.
Сериозноста на повредите на главата, какви да се налага задолжително скенирање на мозокот, што досега се изведуваше исклучиво во болнички услови. Научниците сега работат на направа, што би овозможила таквото скенирање да се изврши на самото место на несреќата. Британската глумица Наташа Ричардсон почина ненадејно на 45 години од повреда на мозокот, откако падна при скијање, но не побара лекарска помош, бидејќи во прво време не чувствуваше последици. Майкл Сингер, извршен директор на BrainScope, дел од холдинг компанија што е во собственост на основачот на Америка онлайн Стив Кейтс, смета дека направата што ја развива неговата компанија евентуално можела да го спаси животот на Ричардсон. Веруваме дека веднаш ќе утврдеше тешко оштетување на мозокот и ќе не алармираше. Направата се уште се развива, но Сингер најавува дека ќе биде портабл, на батерии, ефтина и лесна за употреба, например при повреда на спортски надпревар. Досега скенирањето се вршеше исклучиво во болница на скапи машини и со стручен кадар. Не ни знаеме колку точно луѓе имаат травматични повреди на мозокот, ќе удрат главата и ќе добијат вртоглавица за момент, но нема да бидат прегледани. Ден Коен е лекар кој порано работел за владиниот оддел за одбрана, а сега е советник за здравствена заштита. Вели, навремената диагноза е клучна, дури и за мали повреди, особено што ако се повторат може да бидат опасни. Според Националниот центар за контрола и болести, 1,4 милиони луѓе страдаат од повреди на мозокот годишно, но бројот може да биде поголем доколку повредите останат неоткриени и недиагностицирани. Сингер од BrainScope наведува дека 20% од војниците во Ирак и Авганистан се враќаат со разноразни повреди на мозокот, но ги занемаруваат, затоа што попрво сакаат да најдат работа отколку додатни испитување во болница. BrainScope во моментов собира податоци за пациенти со повреди на мозокот ширум земјата, а направата би можела да се најде пред Американската управа за храна и лекови на конечен преглед и одобрение во рок од 1 година. Утре во Newsflash, 9 септември, 8 години подоцна. Здравјето на преживеаните. Тоа е се за денеска, ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието. За сите најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.